Госпоѓо Шекеринска, сведоци сме на силен меѓународен притисок врз председателот Иванов. Сметате ли дека тој ќе одговори на овие повици кои не доаѓаат само од домашната политичка сцена, од вашата партија, туку од буквално од сите страни, и од Брисел, синоќа последната изјава беше од господинот висок американски дипломат Хојти, да го даде мандатот за да се формира нова влада? Пораките се јасни, недвосмислени, прецизни и идентични. Не заради тоа што сите меѓународни фактори водат иста политика, туку заради тоа што во случајот со Македонија денес, навистина човек не може да има поинаков став. Уставот на нашата држава, во кој сите се колнеме и за кој сите викаме дека го браниме, е многу јасен. Председателот е должен да го даде мандатот на партија или партии кои имаат мнозинство во собранието. Должен. Уставна должност. Уставен член, уставна обврска. Иванов, кој излегува и многу зборува за уставот, наместо да зборува, треба да действува во согласност со уставот. И затоа убедени сме дека овие пораки, кои практично го повторуваат уставот за кој ние како граѓани на оваа држава сме се изјасниле, ќе продолжат и понатаму. Дали Иванов ќе постапи согласно неговата уставна обврска е прашање кој тој треба да го одговори. Минатата година се најдовме во слична ситуација. Сите беа единствени во ставот дека помилувањата мора да се повлечат. Иванов беше тврдоглав, на крајот го промени своето мислење. Меѓутоа и денеска сакам да подсетам. Македонија плати веќе цена за непочитувањето на уставот од страна на Иванов еднаш. Не смее како човек кој што ја врши највисоката функција во оваа држава, тоа повторно да и го прави на својата земја. И затоа, ако зборуваме за одбрана на уставот, што е наша обврска како граѓани, како луѓе, треба секој да почне со својата уставна обврска. Обврската на Иванов се уште не е реализирана. Тој мора, должен е, несогласно моје мислење, несогласно ваше мислење, согласно уставот, да го даде мандатот. Било каква друга позиција е сериозна злоупотреба од негова страна и, како што реков, насилство врз уставот и граѓаните на оваа држава. Кога ќе чекате Иванов да се произјасни, дали ќе преземете некакви чекори за свикување на собраниска седница? Од ДУИ велат дека СДСМ е на потек. Она што го кажавме јасно пред неколку дена и понатаму важи. Ние сакаме во оваа држава да не воведуваме секој ден нови преседани. Сакаме она што гласаа граѓаните, а тоа е мирна промена на власта, да го реализираме на дело. Без да се доведуваме во ситуации да се биде или не. Заради тоа, ние ќе ги продолжиме дискусиите со различните политички партии кои ги дадоа подписите на Зоран Заев како мандатар и ќе ги влечеме потезите на договорен и усогласен начин. Македонските граѓани гласаа за промени не за да се промени спикерот во парламентот, ајде да бидеме искрени. Гласаа за промени за да добијат нова, реформски ориентирана влада, која што ќе ги менува состојбите во државата, а не за статус кво. И затоа нашиот фокус се не да ја одоговлекуваме кризата, туку да ја решаваме кризата. И сметаме дека е тоа желба, молба, барање од огромно мнозинство на македонските граѓани. Единствените кои се противат на ваквото сценарио се само луѓето кои што знаат дека ако правната држава профункционира, тие ќе треба кривично да одговараат. Меѓутоа, дајте да не дозволиме Македонија да ја плаќа цената за една група луѓе кои се огрешиле од законот и кои што сега бараат заштита во дестабилизирање на државата. Во моменти сега кога гледаме дека Иванов не само што не отстапува од одлуката, туку уште повеќе ја брани со, не знам, барање на алиби или барање на поддршка од различни места, извори. Дали сте ја разгледале можноста за барањето на ВМРО-ДПМН за нови избори и дали имало некој план или има некој план за одржување на
двојни избори, локални и парламентарни. Да не заборавиме дека не се поминати ни 2 месеци од претходните избори. Граѓаните на оваа држава веќе гласаа. И помеѓу Груевски и Македонија, тие избраа Македонија. И заради тоа очекуваат со право од сите нас, вклучително и оние кои гласале за власта во заминување, гласаат за промени во Македонија и за одлуки кои што следат после изборите. Инаку, што се однесува до локалните избори, кои согласно закон се регулирани, единствените луѓе кои што одлагаат локални избори во моментов во Македонија се Иванов и Груевски во негова позадина. Доколку Иванов не го изигруваше уставот од првиот момент, доколку Иванов го дадеше мандатот согласно уставот веднаш на втората политичка партија, без условување, без никакви точки и запирки, денеска во Македонија ќе имавме функционално собрание, ќе имавме избран председател на собранието, ќе имавме председател на собранието кој закажал избори и ќе имавме влада која добила мандат да организира такви избори. Затоа, наместо да зборуваат за избори, треба да прекинат да го блокираат политичкиот процес и демократскиот процес во Македонија и да обезбедат граѓаните да здивнат и да видат како некои работи во нашава држава се менуваат на подобро. Тоа би било многу, многу поконструктивно и многу подржавнички. Се погласни се повиците во јавноста од интелектуалци, од аналитичари, дека најдобро решение за излез од кризата би било повлекување на албанската платформа. Кој е ставот на СДСМ за тоа, со оглед на тоа што евидентно е дека оваа платформа ги изголемува тензиите максимално и е еден од клучните услови што ги постави председателот за давање на мандат? Платформите на други политички партии не се прашање кое ние го решаваме. Ние сметаме дека со политичките партии со кои што би разговарале за формирање на влада, ќе отвориме дискусија за многу точки кои што се дел од нивните предизборни или послеизборни платформи. Меѓутоа, точно е дека после изборите беше направен обид целата тема во политичката дебата да се промени. Од едно општо барање на граѓаните на Република Македонија да се свртиме кон нивните проблеми, да се свртиме кон прашањата на правна држава, одговорност за криминалот. Наеднаш, како дел од некакво задкулисно сценарио, станавме само луѓе кои што дискутираат етнички прашања. Ние остануваме доследни на политиката и програмата која што ја водевме во целиот изминат период. Едно општество, една Македонија, заеднички проблеми и заеднички решенија. И ги повикуваме сите политички партии кои сакаат добро на оваа држава и сакаат да им го подобрат животот на своите граѓани, да се однесуваат на истиот начин. Дајте да се сконцентрираме на тоа што од нас го бараат граѓаните. Ние рековме дека за сите овие прашања можеме да дискутираме со коалициони партнери тогаш кога Иванов ќе го даде мандатот. За жал, тој условот не му го постави на Груевски, додека тој преговараше со потписниците на истата таа платформа. И тоа е лош принцип, тоа е лоша пракса и тоа покажува дека Иванов тера дневна и партиска политика, а не е воден од интересите на Република Македонија. Затоа велиме да одиме чекор по чекор и да не ги прескокнуваме неопходните чекори. Тој ја врши функцијата председател на државата, тој согласно уставот е обврзан да го даде мандатот на оној кој што има мнозинство, а ние ќе ги дадеме сите одговори најтранспарентно на јавноста и таа ќе може со своји очи да се увери кога ќе излеземе согласно уставот со програма на влада. И тогаш целосно ќе прекинат сите можни манипулации, лаги, дезинформации и стравови кои што власта во заминување ги создава. Не за друго, само за да спаси една група на луѓе од одење во затвор.